Значи, се уште сме во Евангелието според Јован, и тоа во 20 глава, иако минатиот пат зборувавме за последните два стиха, 30-тиот и 31-тиот, но кажавме дека е доста комплексен текст, дека има доста во него што да се научи. И денеска пак тоа ќе ни биде темелен текст. И ќе зборуваме нешто за спасението, за сигурноста во спасението. Денеска многу луѓе се сигурни во многу нешта, но дали се навистина во право во тоа што се сигурни? Тоа е нешто друго. Кога зборуваме за спасението, би рекле, дали сум сигурен дека сум сигурен. Значи, дали сум сигурен дека сум сигурен во спасението. И во контекст на спасението, сите луѓе можеме да ги поделиме во 5 категории. Прва категорија, има луѓе што не знаат дека се спасени и не знаат дека треба да бидат спасени. И нив ги има најмногу во светот. Значи, оние кои не знаат дека треба да бидат спасени и не знаат дека се спасени. За жал, постојат и луѓе кои знаат дека не се спасени. Значи, знаат дека треба да бидат спасени, ама знаат и дека не се спасени. Тоа се луѓе што намерно ја потискаат објавената вистина, го потискаат Господ Исус Христос, го оставаат на страна. И ова е втората група на луѓе. Заради изложеноста на учењето, кој денеска доста е распространето, за губење на спасението, постои третата група на луѓе, кои што се спасени, како верници, но, што? Не се сигурни дека се спасени. Има многу вакви христијани, бидејќи се изложени на такво учење. Од друга страна, постои четврта група на луѓе, кои не се спасени, ама во себе само си мислат дека се сигурни. Тоест си мислат дека се спасени. Значи, не се спасени, а си мислат дека се спасени. Тоа е четвртата група и тоа е една лажна сигурност и лажна самодоверба, што има многу во човек. Спасението, оправдувањето, сигурноста во тоа е голема тема и големо прашање денеска. Давид во 11-тиот псалм објаснува зошто ова сигурносно прашање е толку битно. Ќе прочитаме Псалм 11 од 3 до 7 стих. Кога се расипани основите, што ќе прави праведник? Кога е разнишан темелот, што ќе прави праведник? Господ е во својот свет храм, Господовиот престол е на небесата, неговите очи гледаат, неговите трепки ги испитуваат човечките синови. Господ ги испитува праведниот и неправедниот, од дното на душата го мрази силникот. Ке излее жари сулфур врз грешниците. Огнен ветар ќе им биде дел од нивната чаша. Зашто праведниот Бог ја љуби правдата, праведниот ќе го гледа неговото лице. Значи, прашањето за правдата е сериозно прашање. Затоа прашањето за оправдување на грешникот е многу важно. Да не заврши како што ни пишува псалмистот Давид. Во оган, во сулфур, огнен ветар. Значи, важно прашање е оправдувањето на грешникот. И сега од ова произлегува прашањето кој е праведниот. Кој е праведниот? Тоа е оној што на вистина ќе влезе низ вратата во рајот. И сигурен е во тоа. Тоа е петтата група на луѓе. Значи, оние кои се спасени и кои се сигурни во тоа. Тоа е петта група. И се молам ние да видиме тие. Не кој мисли дека 100% е сигурен дека ќе влезе во рајот. Ама нема.
туку оној што ќе влезе, тој е оправдан. Некој мисли, него оној што е сигурен што ќе влезе, тој е оправдан. И сега еве неколку прашања за сите нас. Можам ли да бидам сигурен во своето спасение? Битно прашање. Можам ли да речам еднаш спасен за секогаш спасен? Се не е ли тоа малку горделиво некој ќе рече? Но ќе видиме. Можам ли да отпаднам? Релевантно прашање. Се тоа важни прашања. Како на себе да го ставам шлемот на спасението кој штити од сомневање, од самоиспитување, преиспитување, потиштено, срам, страв, немир, обесхрабрување? Како да го ставам тој шлем? Денес има многу верници кои се во грч, стегнати се, заради својата несигурност. И тие се полни со срам, со немир, потиштеност, обесхрабрени се, пасивни се, заради својата несигурност. Ова е наша реалност. И затоа Павле вели, земете го шлемот на спасението. Заштитете се од сето ова. Како? Како победениот војник кој изгубил битката, или како дезертерот кој избегал од битката, да го вратиме во формацијата и во битката? Тоа е прашање. Минатиот пат видовме зошто Јован го пишува своето Евангелие, Евангелието според Јован. И денес тоа ќе ни биде основен текст. Како што кажавме. Евангелие според Јован, 20 глава, 30 и 31 стих. Ајде да го прочитаме. Значи, уште сме тука. Не преминуваме на 21. И многу други чуда направи Исус пред учениците кои не се запишани во книгава, а овие се запишани, за да верувате дека Исус е Христос, Божји син, и верувајки да имате живот во Негово име. Јован очигледно сака верникот да ужива во сигурноста на спасението. Човек да биде стабилен и смирен и на крај да биде и корисен. Бидејќи ако човек е немирен, нема стабилност, не е корисен. Се некои проблеми, се нешто искрснува, се обврски. Човек да не го помине животот занимавајки се сам со себе, спасен, не спасен, па што сега? Апостол Јован ни напишал верувајки да имате живот вечен. Не напишал верувајки можеби ќе имате живот вечен. Тоаш некој би рекол, па кој би знаел? Кој би го знаел тоа? Не запишал можно е да имате живот вечен ако верувате. Не напишал верувајки се надевате или надевајте се дека ќе имате живот вечен. Не. Тој го запишал следното. И верувајки да имате живот вечен. Значи, имате живот вечен. Јован е многу јасен. Секогаш појаснува кога нешто не е јасно. Бидејќи нема сигурност во она што не ни е јасно. Како можеме да бидеме сигурни во нешто што не е јасно? Затоа Јован е јасен и го пишува Евангелието и го пишува и првото Јованово послание, своето прво послание. Во првото послание уште повеќе ја разработува и ја нагласива сигурноста на спасението. И денеска ќе се задржиме на првово послание од Јован, бидејќи сакав оваа тема да ја слушнеме, да ја образложиме, точно за сигурноста на спасението. Јован сака верникот да биде стабилен, мирен, фокусиран и да има победа над срамот, стравот и вината. И во првото послание Јован одговара на прашањето како знаеме дека знаеме. Како знаеме дека знаеме. И ќе прочитаме прво Јованово послание, 5 глава, 13 стих, кој е директно поврзан, да не речам во контекст со овој наш основен текст. Прва Јованова 5 глава 13 стих.
ова ви го напишав вам, кои верувавте во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Многу јасно. Но сега се прашуваме врз основ на што да бидам сигурен. Која е основата? На што да го темелам сигурност? Библијата е сигурна основа. Библијата е најсигурната основа. Ова ви го пишувам вам, вели. Значи, ова што е запишано. Се друго може да се сруши. Еден земјотрес, што и да градиме, може да разруши. Водата може да однесе поплава и готово. Значи, битен е темелот на што градиме, битен е темелот, основата. И сега би се запрашале, што минатите пати кога зборувавме за чудата што ги правеше Исус, дали е објавување или објавување. Значи, одиме малку подлабоко во тоа подрачје на измамата и разоткривањето. Знак или знаци. Чудо или чуда. Множина или еднина. Секако дека еднина, бидејќи Исус е најголемото чудо. Тоа вечно отелотворено слово, тоа е темел на кој можеме да бидеме сигурни. И клучен стих за разбирањето на 20-та глава е во контекст со нашиот текст и е само малку пред него. Значи 20-та глава, 29 стих, кога Исус зборува со Тома и вели вака, Исус му рече, поверува зашто ме виде. И сега ова е клучното. Блажени се кои не виделе, а поверувале. Оние кои не виделе, а поверувале. И сега се запрашувам, па да поверуваат врз основ на што ако не виделе? Врз основ на што да веруваат? Па врз основ на писмото, на словото. Така Јован вели, ова вам ви го пишувам, вели ова. Како да бидам сигурен врз база на човечко искуство, да речем? Дали можеме да бидеме сигурни врз база на некој човек, на неговото искуство? Па ако погледниме, човекот е доста променлив, како што дува ветрот, така. И зар на тоа ние можеме да градиме? Значи, се врз база на писмото. И верувајќи во тоа дека Исус е Христос и Син Божи, имате живот вечен. Не ке имате живот вечен. Значи, писмото е сигурниот темел. Ако писмото не е непогрешливо, не можеме да имаме сигурност. Писмото е непогрешливо. Колку и да е тоа денес напаѓано, но писмото е непогрешливо. Без тој темел нема сигурност и нема мир. Значи, без темелот нема сигурност, нема мир. Видовме, ако е основата размрдана, разнишана. Затоа треба да бидеме начисто и да не ни биде нејасно. Да гледаме да ни биде јасно во ова матно време. Прашањето било исто на почетокот и сега. Зарем Бог ви рече? Зарем Бог ви кажа? Сатаната? Така го подкопува темелот. И тука е борбата помегу вистината и полувистината, а кога темелот е подкопан, нема сигурност. Нема сигурност во искуството, во човечките искуства. Само во Христос е сигурност. Еве еден пример. Еден искрено верен маж цел живот се занимавал со сигурноста на спасението. Се борел со тоа цел живот, бил спасен, па не е бил, па го изгубил спасението, па пак се вратил и така цел живот. Сум спасен, не сум спасен, нема сигурност, не бил сигурен цел живот. И така изморен, доаѓа кај пасторот и го признава својот немир, својата несигурност, својата делумна изгубеност. И признава дека со години бара знак од Бога дека е спасен. Дали вие барате знак?
Ама пасторот бил доста искусен, постар човек, но бил и мудар. И го прашал. Кога би дошол ангел од небото и би ти рекол ти си спасен, дали тоа би ти било доволно? И тој восхитен излегол. Да, пасторе, одговорил човекот, доволно ми. И тоаш видете пасторот што му вели. А што би било тој ист ангел да дојде до тебе на твојата смртна постела и ти рече дека тој е сатаната кој се претворил во ангел на светлината за да те измами. И одма тој проклет да е. Гледате? Тоа е измам, тоа е лага. Дали некој тебе те лаже, дали некој мене ме лаже, не измамува, не излажува. Дали некој искуство? Секој искуство е само субјективно. А каде е објективната вистина? Точно тоа го интересира Јован. Објективната вистина, а не перцепцијата, не визуелноста, она што гледаме. Значи Јован го интересира што вели Словото. И точно и за нас е тоа прашање. Што вели Словото? Кој е праведник? Кој е оправдан? Кој е спасен? Многу лесно е да земеш една група на луѓе и да ги водиш како туристички водич. Но каде ние ги водиме луѓето? Што ние зборуваме? Како се однесуваме? Како со нашиот живот влијаеме врз луѓето? Треба да се запрашаме. Спасението е важно и затоа измамата тука е најголема. Спасението е важно. Прашање. Мора да постои и бидете сигурни дека постои посигурен темел за сигурност во спасението. Од знаци, од чуда и од чувства. Чувства, да. Како храната делува на чувствата? Сите знаеме. Имаше една реклама, кога си гладен, не си свој. Значи си изгубен негде. А вистина многу дури се и лути кога се гладни, па и јас некогаш. Секој човек кој има проблем со шејкерот знае како исхраната влијае врз чувствата. Добро му е, не му е добро. И затоа не може да градиме спасение врз чувства. Што се друго влијае врз нашите чувства? Храна, недостаток на сон, притисокот, хормоните, проблемите, стресовите, се тоа влијае врз нашето чувство, како ние се чувствуваме. И личноста што го гради своето спасение врз чувства е како едно мало бродче, како некоја играчка во разбранувано море и го расфрла наваму натаму. Спасен е, па не е спасен, па пак се кае и ништо не му е. И цел живот се занимава сам со себе си, кај тој се занимава сам со себе си и другите треба да занимаваат со него. Бидејќи гради на чувствата, не на темелот на Словото. Еј, си од сега се возбуди, се. Тоа е тоа. Не е така спасението. Спасението се гради на темел на Словото. Ова ви го напишав, вели Јован, за да имате вечен живот. И ако верувате, имате вечен живот. Тоа е сигурно. И ако тоа го поткопа џаволот, зарем Бог ви рече, тогаш е опасно. Се разнишува целото. А целото писмо е од Бога вдахновено. Тоа е темелот. Невидлив, а цврст. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Невидлив, а цврст. Сега друго прашање. Да веруваме во кого, во што? Денеска, во овој модерен живот, би рекол, битно е во нешто да се верува и добро да се чувствува. Тоа е најбитно. Затоа што така било модерно, така било културолошки. Тоа е голема заблуда и голема измама денес. Да се верува во кого
и во што. Еве што вели Јован 5, 1 Јованово 5:13. Ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот, ти да верувате во името на Божиот Син. Јован исто, како и другите апостоли, добро го слушал Исус, кога поучувал, кога зборувал за спасението по вера во Него. И затоа јасно запишал дека вечниот живот се наоѓа, се прима, се има само по вера во Исус Христос и никако поинако. Никаде Јован не запишал дека нешто треба да додадеме, дека некого да го додадеме на Христос. Јован добро знае дека со додавањето на било што и било кој на Христос, ние што правиме? Го смалуваме Христос и го губиме Евангелието, се изгубува Евангелието тука. Го губиме спасението, ја губиме сигурноста во спасението. Затоа е тоа толку јасно. Никој не сме да додаде ништо. Ама само нешто ако додадеме, сме изгубиле се. И спасението, и сигурноста, и што ни останува? Традиционална религија. И немир. Немир до смрт, а најголем немир пред самата смрт. Страв. И затоа тоа толку е важно. Сите Евангелија, целото писмо е вперено во еден. Во Исус Христос праведникот. Во никого и во ништо друго. Јован не запишал дека ви пишувам вам, кои верувате во Божиот Син, и добрите дела, и крштевањето, и послушноста на законот. Не. И уште нешто. Не запишал така. Добрите дела, крштевањето, послушноста на законот не спасуваат. Не спасуваат. Јован ништо не додава. Само вера вели во Божиот Син, бидејќи знае дека тој е доволен. Исус е доволен. Тој е совршен, праведен. Тоа е Евангелие. И да се вратиме на важното прашање од Псалм 11. Кој е праведник? Кој ќе го избегне Божиот гнев? Кој е праведник? Во Римјаните 3:10 Павле утврдува диагноза за човек. И вели, нема никој праведен, ниту еден. Сите сгрешија, значи. Ниту еден нема праведен. Се не е пријатно денеска, дојдовме овде и да слушнеме дека сме грешни. Да слушнам дека сум грешен. Ама сум, така вели, ни еден праведен нема. Сите сгрешни. Се кој е праведен? Кој? Човекот кој е роден од жена може да биде неправеден или само праведен. Не може да биде праведен. Нема ни еден, така вели. Само еден во целата човечка историја може да застане и да праша кој ќе ми докаже барем еден грев што сум го направил. А кој е тоа? Тоа го може само Исус. Тој е единствен праведник. Човекот роден од жена може да биде неправеден, само праведен. Или по вера во Исуса Христа оправдан. Ова е многу важно. Многу важно. Оправдан грешник, оправдан неправедник или оправдан само праведник. Значи оправдан, а не праведен. Павле кој ја утврдува оваа диагноза, ја дава и терапијата. Единствен лек за гревот е Христос. Римјаните 5:1 вели оправдани преку верата. Никако поинаку. Верата во Исус Христос и ништо повеќе. Ако Евангелието, земеме еден пример, е како еден океан на милоста, и ако додадете само една капка, одма почнуваат оние бранови, и го губите Евангелието, одма има немир. Само една капка закон, само една капка добри дела. Доволно е да се разбранува површината. И ете проблеми. Ете ги проблемите. И може да заврши со цунами на крај. Оправдани преку верата имаме мир со Бог, вели.
Гледате, тоа е тоа. Мир со Бог. Тоа му треба на човек. Мир со Бог. Оправдани преку верата во Господ Исус Христос, имаме мир со Бог. Тоа е Евангелие. Августин е во право кога вели дека оправдувањето на безбожникот е најголемо дело. Она што Бог го направил во еден човек, во секог од нас. Тоа е најголемо дело. Никој друг не може тоа да направи, да промени човек. Сега, како се оправдува човекот? Мора и ова прашање. Во моментот кога една личност, неправедна личност или само праведна личност, овие првите, неправедните, многу повеќе се каат од овие вториве самоправедни. Во моментот кога ќе се откаже од самооправдување, значи од самооправдување, од самоспасување, во моментот на откажување од борбата и пајгање, тоест капитулација од тоа, и таа личност бара со апсолутна вера во Исус Христос милост. Бог е верен и ја спасува таа личност. И ја оправдува. И ја припишува што? Христовата праведност. Не по заслуга, значи незаслужено, туку подарено по милост. Е така се доаѓа до оправдување. И тука е сигурноста на спасението. А ако може да се изгуби спасението и зависи лично од мене, јас сигурно ќе го изгубив. Зашто се познавам себе си искрен сум. Секогаш начинот на спасение е ист. Аврам поверува и тоа му се засмета за праведност. Тоа е таа Божја праведност, припишана врз основ на вера по вера. Следната недела ќе го разгледаме Исусовото учење за сигурноста на спасението. Што тој поучува? Што тоа Јован слушнал? Врз што го гради апостол Јован своето учење? Во мирна и сигурна сигурност на спасението. Значи тоа го учи Исус, тоа го учат апостолите и Светото Писмо. Дека е можно човек да има мирна и сигурна сигурност на спасението. Ова е Божиот наум, Божиот дизајн, а се друго е лага и измама. За да имате нејаснотија, да имате срам, обвинување, страф, несигурност. Тоа го учи оној што го мрази човекот, што ги мрази луѓето и што е убиец уште од самиот почеток. И сега се поставува следно прашање. Може ли да бидам сигурен? Да видиме што вели текстот. Ова ви го напишав вам кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Јован ова го пишува вдахновен, воден од Светиот Дух. И кога некој ќе ве праша како знаете, како сте сигурни, слободно може да кажете, па апостолот Јован го знаеш, тоа и тоа тој го кажува, тоа тој го пишува. Тој знае. Пишува за да знаете дека имате вечен живот. Значи напишано ни е за да знаеме дека имаме вечен живот. Јован вели да знаете со сигурност. Тоа го кажува. Не вели само да знаете, него со сигурност. Затоа, оној кој е наново роден, оној кој е нов човек, тој истражува, тој чита и го знае. Ако не читаме, како ќе знае? Сега ќе се позанимаваме малку со проблематика, и то доста голема проблематика во црквата. И Јован е свесен дека има луѓе што биле крстени, биле дел од црквата, ама ги нема. Што е со нив? Што е со нив? Јован го знае тоа. И точно затоа пишува. Еве што пишува 1 Јованово 2 глава 19 стих. Од нас излегоа, но не беа од нас. Зашто ако беа од нас, ќе останеа со нас. Туку требаше да се покаже дека не се сите од нас.
Значи Јован знае дека постои голема лажна сигурност. И на крај ќе има големо отпајгање. И затоа го пишува првото послание. За во таа несигурност да ги охрабри кој? Верните. Јован не се занимава со овие другите. Замина е. Денес сите имаат проблем со тој отпад. Насекаде. Јован е фокусиран само на верните, на своите. Јован ги разоткрива доста луѓето. И тоа им смета. Ама тоа е Јован, љубител на вистината. Такви треба и ние да бидеме. Јован лично го познавал Јуда Искариотски. Излезе од нив, беше со нив, ама никој не го откри, толку е тоа скриено, прикриено. Јуда беше со нив, излезе од нив. Но отиде каде? Во ноќта и повеќе не виде светлина. Такви има, јуди многу. Јуда бил глумец, страшно. Многу ги има. Ама Псалм 11 шо вели? Сулфур, оган, огнен ветар. Псалм 11 е сериозен текст. Јован исто знаел дека може да си просветлен, не спасен, не наново роден, не оправдан, просветлен. И да го вкусиш Божиот дар и пак да отпаднеш. Сега прашањето, од што да отпаднеш? Од Христос? Не. Од Христос не се отпаѓа. Не. Од површно интересна, самоизмамлива, номинална, себична вера. Од тоа се отпаѓа. За тоа зборува Јован. Невозможно е да отпаднеш од Христос. Тоа го кажува целото прво Јованово послание. Без оглед на ова што го прочитавме, што се случува, што има многу отпад, тоа не значи дека човекот може да отпадне. Тоа значи дека тој човек бил глумец, бил во црквата, ама бил глумец, никогаш не бил спасен, никогаш не бил наново роден. Јуда бил страшен глумец. Имал и служба, бил благајник, касата била во него. Денес ѓаволот како работи? Така што ни сервира многу толкување на еден текст, за да не збуни првично. А секој текст има само едно значење и може да има повеќе примени. Не може секој од нас да има своја вистина. Не може секој човек да има вистина. Една е вистината. Јован знае дека има големо шаренило во толкувањата и затоа ни поставува тестови. Да можеме да се тестираме. Како да бидам сигурен, како да го препознам тоа. И тоа не за другите, туку тест сам за себе. Како можам да бидам сигурен? Кого го следам? Ајде да видиме кои се тие тестови накратко, ама да ги видиме кои Јован не ги дал. Првиот тест ни е за заедништво и припадност на црквата. Прво Јованово 1:7. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг и крвта на неговиот син Исуса Христа не очистува од секој грев. Гледате? Припадност во црквата е показател да не се залажуваме. Еден од тестовите во Словото кажува дека ако некој е на пат за на небо, има заедништво со верните, тоа е знак. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг. Значи тоа е знак за сигурност. Припадност во црквата. Имаме тест на послушност. Прво Јованово 2 глава 3-4 стих. И по тоа знаеме дека сме го познале ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажец е и вистината не е
во него лажеце, бе. А е во црквата. Значи, гледате, првиот тест го поминавме. Сме во црквата, има зрниште. Ама сега вели лажеце. А е во црквата. Тоа го вели Јован. И ги охрабрува верните во целиот тој циркус, да не речам. Еве што му вели понатаму. А кој го пази неговото слово, во него навистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Сигурно ги охрабрува оние кои се верни. Имаме друг тест. Тест на однос спрема светот. Каков тест сега? 2.15. Прво Јованово. Интересен тест е. Не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него. Не сакајте го светот. И понатаму ајде да видиме што ни вели. Зашто се што е во светот, похотта на телото, она што телото ни го бара, се е во светот, а бара нашето тело. Похотта на очите, гледаме, посакуваме. И гордоста на животот, вели. Не е од таткото, туку од светот, гордоста на живот. Имам, можам. Србите веле има се, може се. И после вели, а светот поминува и неговата поход. А кој ја извршува Божјата волја, останува довека. Значи, Јован вели, не чудете се ако светот ве мрази. Гледате што денес се случува. Ајде ова, ајде она, да се угоди на овај, да се угоди на онај. Се поистоветуваме со светот, се испомешуваме, бидејќи тоа било културолошки, тоа било модерно денеска, не е црквата застарена. Па си одиме во недела на работа, па си правиме ова, си правиме она. Не ги почитуваме Божјите волја, не одиме по Божјите заповеди, него му угодуваме на светот. Друго време било тоа, ша? Не, истото време. Луѓето се менуваат, Бог е ист. Ова е тест, кој не е. Кој е лажец тука, кој е глумец. Имаме и теолошки тест. Прво Јованово 4 глава од 1 до 3 стих. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали се од Бога, зашто многу лажни пророци излегоа од светот. По ова познавајте го духот на Бога. Секој дух кој исповеда дека Исус Христос дојде во тело, од Бога е. А секој дух кој не исповедува дека Исус Христос дојде во тело, не е од Бога. Тоа е духот на Антихристос, за кого сте чуле, дека иде и сега е веќе во светот. Значи, ова е теолошки тест. Значи, денес има многу духови. Многу учења. Интернет, разни медиуми, достапни се, па здрава храна, па ова, па она, нешто завиткано. Ама Антихристот е тука. Затоа вели испитувајте. Павле појде во Берија, проповедаше, ама вели верните ги испитуваја писмата, дали Павле проповеда вистина. А дали ние испитуваме се што слушаме или се примаме. Внимавајте, Антихристот е тука. Теолошки тест е тоа. За да бидеме сигурни дека треба да тестираме, а не да веруваме на се. Имаме морален тест. Прво Јованово 3.10. Морален тест. По ова се познаваат Божите деца и џаволските деца. Секој кој не врши правда, не го љуби својот брат. Не е од Бога. Секој кој не врши правда. Значи не може цел живот да крадеме, да лажеме, да прељубодејствуваме и да речеме дека сме христијани. Тоа не оди така. Тоа е лага, вели Јован, и се само залажуваме. И таквиот човек ќе доживее шок на крајот. Оган, сулфур, огнен ветар. Видете што вели Прво Јованово 5.18. Знаеме дека ниеден кој е роден од Бога не греши, туку родениот од Бога се пази себе си и лукавиот не се допира до него. Знаеме дека ниеден кој е роден од Бога не греши.
туку родениот од Бога се пази себе си и лукавиот не се допира до него. Ние можеме да паднеме во грев, ама не можеме да живееме во грев. Оној што е роден од Бога не живее во грев. На тој човек тоа му смета. Бега од тоа. Бега. Дури и да падне од грев, бега од гревот, ама оди кон Бога, бара милост, бара прошка. Оној што е роден од Бог има друга природа. И Бог него го штити. А не дека нема да падне во грев. Паѓа во грев, ама не може да живее со тој грев. Имаме тест на љубов. 1 Јованово 4:7-8. Вели: возљубени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога, и секој кој љуби од Бог е роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Сето ова, мислам, се јасни работи. Ова се тестови, за да знаеме во која група на луѓе сме. Оние 5 први групи што ги спомнав. Ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. И сега што гледаме овде? Вечен живот. Основниот текст ќе ни одговори што е вечен живот, односно кој, тоест не основниот, од основниот текст, овој соседниот стих, соседниот текст ќе ни одговори што е вечен живот, односно кој е вечен живот. И само ова е доволно да видите дека сте сигурни и дека сте совршено сигурни во сигурноста на спасението. Само ако го разберете вечниот живот. 1 Јованово 5:20 вели: исто така знаеме дека Божиот Син дојде и ни даде разум за да го познаеме вистинскиот. И ние сме во вистинскиот и во неговиот Син, Исус Христос. Тој е вистински Бог и вечен живот. Дали ова го разбравме сега? Вечен живот. Што е вечен живот? Тоест, кој е вечен живот? Христос е вечен живот. Вечниот живот е Христов живот. Вечниот живот не започнува во моментот на капитулација. Тоест, започнува во моментот на капитулација, не во моментот на смртта. Смртта е само еден премин. Вечниот живот почнува точно во тој момент на капитулација, оправдувањето, наново раѓањето. Тогаш започнува вечниот живот. Бидејќи ние, кои сме грешни, сме мртви во гревот и ни треба реанимација. И тогаш Бог, по своја милост, не реанимира. И тоа е таа реанимација. И тоа никогаш не престанува. Тоа трае, вели вечен, вечно е. Вечниот живот не може да престане, тоа е Христов живот. Тој е вдахнат во нас преку Светиот Дух и Божиот збор. Тоа Јован ни го кажува. 1 Јованово 5:11 вели: и ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот Син. Значи, гледате, кој е сведоштвото? Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот Син. И не може сега Бог да ни го даде, па да ни го земе. Бог не си игра. Како и што ние не смееме да си играме со Бог. Бог е верен и праведен. И тоа што го започнува и го довршува. Значи не може да ни го даде па да ни го земе. Тоа е вечно, вели, вечно ви дава. Вечен живот. Ние сме поклон од таткото на Синот, на Христос. И тоа е вечно. Вечен поклон. Сите понекогаш лажат. Ама Христос никогаш. Исус Христос никогаш.
се она што го започнал и ќе го заврши. Кој го има синот, има живот вечен. Да се молиме. Татко небесен, се милостив Господе, ти благодариме за Твојата милост, ти благодариме за љубовта што ја излеваш кон нас, што ти прв не возлюби. И ти благодариме за тоа што си ни го дал ова слово, запишано, да можеме да читаме, да можеме да разбереме, да те спознаеме и преку него да имаме сигурност, а не да имаме немир. Ти благодариме што ни го даваш и ова заедништво, што можеме да го имаме помеѓу нас. И те молам, Господе, ти благослови го секој ден. Ти благослови го и Твоето Слово, Господи. И тоа да биде на благослов за нас. Благослови оваа служба, Господи, денеска. И не само овде, него и секаде каде што се проповедаше Твоето Слово, да биде благослов за секој човек. Те молам, Господе, и денеска кога ќе пристапиме кон Господовата вечера, ти очистување од нашите гревови, ти избавување и запазување од канџите на сатаната. И ти благодариме што постојано бдееш над нас и точно преку Словото ние гледаме и знаеме каде грешиме. А знаеме дека грешиме и затоа пристапуваме со барање на милост од Тебе, Господи. Те молам, биди со оние кои не се денеска со нас, биди со оние кои се болни, ти исцели ги. Те молам, Господе, нивната надеж да биде во Тебе, фокусот нивни да биде на Тебе, а знаеме дека Ти си мојкен и можеш да направиш чудо и да ги исцелиш. Но се молим и за нивните срца, за нивната душа, Ти да ја спасиш, Господи. Се молам, Господи, за целата оваа заедница. Ти давај цврста вера, сигурна вера, која носи мир и смиреност, Господи. Како што рековме, мир со Бог, мир со Тебе. И Ти, Господи, употребување како Твои избрани садови за ширење на Твоето Евангелие. Во овој град, каде многу луѓе мислат дека се спасени, а не се спасени. Се оставаме во Твои раце. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.